Во срцето на Баба планина и со поглед на бистрите води на Преспанското езеро сместен најзначајниот храм од времето на Византијска Македонија, црквата Свети Ѓорѓе во Курбиново. Живописните фрески кои речиси 1000 години го красат овој храм, наскоро ќе добијат нов сјај. Конзерватори од Солун и Битола заеднички активно работат на студија за заштита на надворешниот и внатрешниот дел на црквата, а со тоа и спас за фреските. По потпишувањето на Преспанскиот договор, стручни лица од Грција ја зголемуваат соработката со македонските колеги и со најсовремена опрема се вклучуваат во истражување за степенот на оштетување на фреските во Курбиново. Македонскиот тим на конзерватори во комуникација со експертите од Солун веќе земаат примероци од боите и се прават фотографии со специјализирани камери за да се утврди состојбата на фреско-живописот. Во оваа фаза, проектот би рекла дека се работи во потполно партнерство, бидејќи како што споменав, самите истражувачки работи се вршени од колегите во институцијата уште долг период во минатото. Меѓутоа, секако и анализите кои што ќе се добијат од новите истражувања на колегите кои што дојдоа со специфични видови на техничка опрема кои што ќе помогнат кон продлабочени анализи на дел од самите фрески, секако ќе бидат од интерес за да се одбери најдобриот конзерваторски пристап за реализација на активностите. Тимот конзерватори од музеот во Битола која пречека екипата на Алфа во Курбиново вела дека целта на овој македонско-грчки проект е да се комплетира документацијата за автентичното ретко сликарство и идентификација на сите зафати низ вековите, нивната состојба и предложените зафати за спас на црквата. Продолжуваме со конзерваторски истражувања кои што ќе значат заштита на зидното сликарство. Понатаму продолжува покрај по изработката на проектот за реставрација и конзервација на зидното сликарство ќе се изработи анекс кон проектот за трајна заштита на фасадното зидното сликарство што е застапено на фасадите, а не е доволно заштитено. До сега правевме зацврстување и конструктивно заекнување на зидовите. Извршивме инектирање нивно, сега во фаза е внатрешното инектирање. И сега стигнавме до зоните на фреските. Потаму сега, наредните денови, ќе одиме во тие зони постепено да се инектира со присуство на конзерваторите и лицата задолжени за тоа. Црквата е изградена во 1191 година или 12-тиот век, што се гледа од надписот над олтарот за време на владењето на Исак II Ангел. Градбата е долга 17, а широка 7 метри. Со ова таа е најголемата еднокорабна црква во Македонија. Црквата Свети Ѓорѓи своето место во ризницата на светските вредности го обезбедува со сочуваниот фреско живопис од 12-тиот век кој е сочуван скоро во целост, освен уништениот дел од представите во првата зона на северниот зид и делот од јужниот, како и горниот дел од третата зона. А храмот во Курбиново ја носи безвременската приказна за сегмент на фреската на светецот Архангел Гаврил или Ангелот од Курбиново, кој се наоѓа на позадината на банкнотата од 50 македонски денари. Денеска храмот Свети Ѓорѓи е споменик на културата заштитен со закон.